Ако денес направам анкета за тоа кој е најпознатиот машки македонски модел, убедена сум дека можеби 90% од одговорите ќе го содржат неговото име. И со право. Затоа што тоа е сепак резултат на посветеност, став и персоналитет. Затоа и нема посебна да кажеме, денес представување посебно за Алек Наумовски. Добре. Ти благодарам, Сани, на убавите зборови. Фала ти, Ептен. Факт е. Да, фала. Нели? Секој случај, да. Убаво е да се слушне. Да, секако. Пошто ние не се доживуваме така и не се гледаме така. И секогаш кога ти кажат од страна, па ти доаѓа онака као, вау. Тоа е интересно, да, затоа што мислам дека вистинските луѓе кои што се свесни за својата вредност, за своите дела, за она што го прават, нели, дека и немаат потреба нешто да си го глорифицираат своето, нели, Да. Јас сум за тоа поише као нека кажат другите. Апсолутно, да. апсолутно. Веројатно они повеќе ќе знаат да го проценат моментот и да кажат дали е така или не е, него ли ти од твоја нели лична перспектива, ама добро, да. Да, и веројатно и имаш чувство за тоа кој тоа го кажува од куртоазија, нели, од љубезност, да. а кој е вистинско, искрено. Да, и секогаш тие што се во нашата фела, да речам, или некако во модата, или работеле во тој, биле во тој бизнис, секогаш нели тежината на зборовите е поголема кога се луѓе од кога знаеш дека не кој што е упатен во работите и ги познава работите, така. Апсолутно од каде доаѓа всушност. Е така, баш така. Епа вака во модата си па многу, долго, да, долго. Сега баш нели броевме од прилика. Така нешто 33 години од прилика. Да. Кој ли предпоставуваше дека нели во децении ќе ги кажуваме работиве. Меѓутоа е во тие 30 на години како твоја кариера нели од помодата и некои мои 40 на години исто така од модата. Сме имале нели многу заеднички соработки, меѓутоа оваа новинарската, да речеме, која што е 20 на години наназад, сме имале безброј интервјуа, ама секогаш биле со повод, не празни муабети. Да. И овој пат имаме навистина исклучителен повод. Еден убав повод, да. Ама и значајна бројка која што мора да се па богами да, значајна бројка. 25 години од вашата нели агенција за модели. Така е, 25 години, да. Да, и мене ми беше, мислам, од оваа перспектива која се навратив, многу ми беше криво што не успеав, односно успеав. Имав некои материјали во тоа време на ВХС или не знам како, па потоа ги ставав на CD, меѓутоа квалитетот е многу лош. Многу ќе беше интересно и добро баш да можеме да видиме нели во тоа време кога сме отвориле агенцијата и луѓето нели што дошле да честитаат и подсетување на едни убави времења. Се сеќавам тоа горе во Јукан беше, да. Така да беше стварно интересно, убаво. Да, и беше можеби значаен момент, да речеме, за македонската мода. Затоа што да, и претходно имавме ние работевме со некако здружение, така и работевме. Апсолутно, да. Некакви екипи и сето тоа. Меѓутоа, овој е период кога се совпаѓа со една ренесанса на македонската мода, нели? Пресвртот, новата држава, па тоа се бликнува онака, многу пари почнува да се вртат, многу модната сцена се развива, дизајнерите се првичните дизајнерски имиња тогаш доаѓаат, па соработките со нив. Апсолутно. И многу се работеше, затоа што некако логично му дојде формирање на една професионална агенција. Да, баш така, да. Мислам дека периодот, тој најплодниот период, јас како што го памтам сега, беше некаде од 95-та до кај 2000-та, беше тоа Ептен добар период, се сеќавам на безброј заеднички
нели што имавме соработки, реви, патувања натаму. Тоа беше, мислам дека онака најбогатиот, најплодниот период. И да, си задржа тоа, како го фати правецот, беше така до 2000 сигурно 5 траеше. Имаше мал прекин ради војната, тој период малце така. Меѓутоа после пак се почна. И интересен момент беше во тој период што многу почна уствари да не ангажираат или бараат маркетинг агенциите. Тогаш некако И за маркетинг агенциите беше беше нели исто нов- изгледа, да, во тој период се отворија многу, ги имаше, почна они да ги работат кампањите за мобилните оператори, за најдобрите, да речам, македонски производи. И тука веќе и кај нив беше некој процут, па следствено на тоа и кај нас дојде до Апсолутно, потребата од сите тие сегменти всушност се појавува. Апсолутно, да, така се сеќавам, да. И плюс во тој период се појави баш Волфганг Шварц од Виена и он сакаше нели да го организираме изборот за Look of the Year, значи лица на година. И во тој тогаш и период. почна и такви избори всушност. Да, и тогаш тој беше уствари као прв еден тип на избор као за модели, меѓутоа пак се одвои, не беше оној класичен као за мис, него беше баш за модел. И се сеќавам у тоа време, мислам дека во Александр Палас го направивме и беше прв од тој, нели, вид таков, баш избор за модели. И ден денес кога ќе ги видам девојките, многу ми е драго и се потсеќам на тој избор. И, од оваа перспектива сваќам колку биле убави, колку биле сите беа некако у своји, да речам, рамки, ама сите беа преубави девојки. Секоја за себе, Секоја за апсолутно, себе и сите беа персоналитет, прекрасни. Останат ми е така, у драг спомен. Ма како не. Па тогаш и всушност почна на нели излез на моделите. Баш така, да. на Прва мислам дека интернационална сцена. у тој период почнавме да работиме со Мартина. Мартина беше ја избра Сашка, Маја Сашек. Да. Маја Сашек, беше Мартина беше Метрополитен, она мислам дека Беше, јас Метрополитен. бе во жири, морам да се Така, да. Ама Мартина направи навистина тогаш. Да, за тоа време супер, да. Она мислам дека работеше во Милано, беше под агенцијата Names или Woman, не се сеќавам точно. И имаше супер кариера, мислам за висока мода работеше. она почна Да. така. Мислам Иако повеќе. мора да бидеме фери да спомнеме дека претходно Мимоза има направено таков интернационален и така. Да, добро. Тоа е пред оваквото. Мислам, ако сега бидеме објективни навистина. Меѓутоа ова беше навистина избор каде што ете можеше да се пласира некој од овде надвор и така и почна целата прика. Така, да. Уствари да, и тоа ни беше наша цел така, и заради тоа беше и агенцијата горе доле, нели да откриеме млади таленти, да ги насочиме, подучиме, да им дадеме правец, да им кажеме нели како понатаму е добро да се изгради таа кариера. И уствари почна све од таа И дека е можно да се има така. и дека е можно, да. Од претходно навистина беше таа многу скудно. Па дури не добро, ја и кога отидов, например, надвор, ја се сеќавам дека многу од клиентите или од луѓето не ни знаеа кај се наоѓаме. Тоа беше исто многу за мене шок и чудно, бидејќи ние сме сепак дел од Европа и сепак тука сме, не е дека сме негде. И ми беше многу чудно кога ќе реча каде точно се наоѓа вашата земја, бев као мислам, требаше да објаснувам дека е нели северно, источно. Добро, тоа заради оној момент нели Југославија па после посебни држави, да. Држава, али како да е. Агенцијата му доаѓа како некаква потреба и да го пренесете вашето искуство, затоа што тие надеца сте всушност да кажеме некои кои што навистина имаат исклучително искуство надвор. И дека токму она што го рековме дека е можно од овде да се пласираат квалитетни девојки надвор. Така е. Па плюс поготово што сега кога правам една паралела и кога ги гледам од страна вака работите, бидејќи и јас кога работев беше сосема друго време, а сега е сосема друго време. И у тоа време да влезеш во една професионална модна агенција беше навистина многу тешко. Прво мораше да поминеш ни серија на тест шутинзи,
за да газдарицата и букерите сите се сложат и видат дали твојот материјал вреди, дали они воопшто ќе одвојуваат од нивното време за да те застапуваат. И тоа беше тежок процес. И кога отидов, они ми рекоа, види, ти си тука на пробно, меѓутоа, ќе направиме ние тест шутинг. Меѓутоа, уште тоа по телефон ми го кажаа пред да одам. Ти ќе си дојдеш приватно, ќе си бидеш сместен ти кај што си сакаш, као ние ништо не вложуваме во тебе. Ти ќе си вложиш во себе, а ние ќе процениме дали вреди или не вреди понатаму да подпишеме договори и да те застапуваме. И што в принцип, не знам, малце у тоа време ми беше така, као да речам, збунувачки, дека, нели, пак треба јас да ги вложам средствата од сам старт. Меѓутоа, кога отидов, кога видов и кога почнав со нив да соработувам, сватив дека тоа е една модна индустрија, една голема сила која, мислам, тука не можеше да го приметам и осетам тој момент, меѓутоа таму кога веќе станав дел од агенцијата, сватив дека тоа е навистина многу голем бизнис и тука ме научија на таа голема професионалност. Точно на време, посветен, дециден, со таа убава енергија, тоа и букерите од сам старт ти го кажуваат како увод дека ти мораш така да се однесуваш и практично нив ги ти си репрезент на нивната агенција и мораш секогаш да си на ниво на задачата и така од почеток многу ти го кажуваат тоа као за да го прифатиш, да го сватиш и ако сакаш да успееш. Ако сакаш да успееш, точно да. И ама добро, мислам, навистина убав период и многу си носам убави спомени од тоа време. Апсолутно. И беше многу исто смешно една момент ситуација, пошто во тоа време некако, например во Виена, бидејќи пред мене беше Надица и некако она ми ги представи нашите луѓе со кои она например се видела, соработувала, се дружела на некој начин. Сепак на некој начин ти го Да, поставила и патот. таму беше архитектот Никулски Сергеј, Тања Джамбазова, архитектот и Лоран, исто имаше фирма и сестра му, и Антонио Мазнев, сликар. Да. И они ме пречекаа мене практично, претпоставам дека дали Надица им кажа, не знам, ме пречекаа на аеродром и веднаш потоа отидовме да седнавме као на кафе и многу беше смешно, пошто цел време се смеевме, као они ми викаа да ме шо дојде тука, шо бараш се ти, као си сгрешил, као зашо си доаѓал, зашо си се мачело во она. И така они цела вечер ми го правеа тој момент, као сум сгрешил, не сум требал да дојдам. Претпоставам дека се она им беше нивно као забава. Се додека на крајот на вечерта ми доаѓа еден човек со визит карта и ми вика јас сум познат моден фотограф. Вика од која агенција сте вие? Викам јас само што дојдов, не сум од една агенција. Ама тоа беше многу добар момент зашто они се се зграна и се закјута и вика како е можно? И па викам гледаш дека сепак не сум сгрешил. Да. И ми ја остави визит картата е после веќе кога станав дел од агенцијата, па и соработувавме со истиот фотограф. Ама ми остана како драг спомен од тоа време дека така. Па добро, и тој е момента на не секогаш сопствените вредности сакаме, нели, можеме да ги процениме како вредности, ама страна кога се гледа. Да. И можам исто да приметам у тој период дека овие што беа модели од бивша ЮС, значи поготово мислам дека имаше србинки овона, некако не им беше по кејф и се чудеа и така беа како со недоверба, као како се ти од Македонија, као се дојде. И така го има оној надмен однос. Ја бев малце збунет и после по телефон мислам дека зборев со Надица и она ми рече игнорирај све тоа, нека не те занима, они нека си тераат нивна, нивниот филм, ти тере си твојот, као уопште да не се замараш. Ама има таков однос, надмен. И така, те гледаа со малце со... Тоа да, го имаме и како искуство, нели, во времето кога работевме, апсолутно требаше ние да бидеме инфериорни во однос на нели. Да. Доаѓаат од Белград и оние се супериорни во сето тоа, иако направивме упат тогаш во Белград, па се чуда. Како и да е, да, тоа е последица од нели... Веројатно да, така и бил, да. Ама ти ќе кажеш дека случајно си се нашол во модата.
Сосема случајно. Иако секако не е случајно, ако го имаме предвид она што го имаш како искуство од детските денови. Да, како бекграунд, да. Ама и тоа медиумско експонирање на некој начин. Така, да. Ама од друга страна, па мислам дека не си можел да го утнеш моментот на моделинг, или според својата физиономија и она што го носиш како физички предиспозиција. Так. Како и да е, ќе те нашла раница, порано или подоцна. Да. И ќе се случило тоа. Да. Па, да, мислам, како дете ми беше тоа единствено многу интересно. Ете, баш тие појавувања пред камера или па, мислам дека ја повеќе се пронаоѓа во радиото. Некако ми остана како љубов и исто пред неколку години работев, повторно бев во радио. Некако сватив дека таа ми е таа некако поголема љубов и така си се осеќам покомотно и поубаво. Меѓутоа, секоја чест на Софија Гогова Врчаковска, што ми, нели, она ме упати, она ми ги даде основните лекции како дете, дикција, говор, држење, сите тие работи се од неа научив и она огромно искуство што го работев со во тоа време. Најголемите имиња во Македонија од актери и така натаму, и ден денес се сеќавам, мислам, прекрасен период од животот каде што многу учев и па и бев среќен, а и децата од школа знаеа да ми кажат дека ме слушнале на радио, дека не знам, сум имал таква емисија, ме слушнале овој, е убаво ми беше. Како не? Да, убаво ми беше во тоа време, да. И бидејќи како дете бев многу пргав, како да речам, и може би не бев многу дисциплиниран и посветен, пошто цело време сакав нешто ново, од мечување на карате, на фудбал, на милион такви, па клавир, па солфеж, па 2 години, 3 години. Многу бев као на поише места додека се откриам као што, ама кога почнав со детска радиодрама, тука веќе некако ептен си го најдов местото и убаво течеше цел тој период. Тоа беше некаде, мислам дека до средно во средно кога почнав, мислам дека тука веќе прекинав, бидејќи и они имаат некој лимит со години и тука мораше веќе да се повлечеме, али за тој период од, не знам, 7-8 години колку што бев дел, прекрасно искуство, прекрасни соработки, имав чест да работам со Петра Прличко, имав чест да работам со Таска Балабанова, со фела, мислам, на прекрасни актери. Големи актери. И искуство и багаж извонреден кој што веројатно ти се нашол многу во животот понатаму. И ова со радиоводителството, иако ќе речат само делов па нешто што на радио водител, нема, ама од друга страна, специфичноста на гласот, која што е апсолутно нели нужна. Так. Од друга страна, таа дикција и говор кој што е многу важен. Ако што денеска е многу запоставен, да не речам деградиран. Така е. Мислам дека е штета во моментов што не го работиш тоа со сето, апсолутно. Затоа што тие места ги имаат завземено, апсолутно можам да кажам, луѓе кои што дури со диалекти, кои што не знаат синтакса на реченица, не знаат да состават реченица, ама ете, ги имаат запоставено местата. Да. Веројатно сите кои што ја поминале таа школа се дефинитивно квалитетни останале. Мене ми беше тако исто работев сега, почнав 2011, тогаш во тој период беше класик радио. И беше така едно мирно, едно културно, па да можам да речам сосема по мој вкус и некако со ентузијазам и желба и дисциплина улетав и многу бев среќен. И после како се развиваше радиото, оно после прерасна, се трансформираше во Урбан FM, мислам дека така постои ден денес. Бев и дел од Урбан после уште, не знам, 2-3 години, меѓутоа приказната беше што јас водев еден дел каде што зборував за Кина.
бидејќи имаше како некоја соработка. И имав дел каде што јас баш зборував за целата убавина, да речам, на Кина, меѓутоа и оној момент од типот на политика, фаќав и такви работи, и многу се едуцирав. И тоа беше многу интересно, што ја многу работи научив, уствари, за Кина, и кога моите модели првпат пропатуваа, да речам, за Кина, ја веќе имав многу сознанија од мојата работа преку радио. И беше многу интересно. И кога ќе ми кажаа за некој град, каде што кај нас никој немаше апсолутно слушнато, како Гуанчжоу или Хангчжоу или Шенјанг и така натаму, и кога ќе ми кажаа моделите дека се таму, ја им викав, точно знам каде е, тоа ви е под ваму, лево, десно. И они беа запрепастени, викам, видете, тоа све, викам, си е наместено, викам, како што требало да биде. Така да бев среќен дека имав баш познавања за Кина и кинеската култура и кинескиот начин на живот и тој нивни начин на живот кој па мене во дадени рамки ме потсеќаше на Југославија како општество, како нели социјализам и така натаму. Имаше некои доперни точки, можам да кажам. Така да таа приказна траеше до некаде пред короната, мислам, дека кога се случи короната, тогаш све замре, пукна, се повлекоа одма кинезите и тука мислам дека и ние веќе прекинавме. И пошто мене ми беше тоа како голем главен дел што го водев, практично нели сватив дека немам сега веќе што и така да престанав. Од време на време, пак ја кажам, колегите знаат да ми се јават, да ме викнат да снимам реклами. Тоа си трае и се уште трае, така да благодарен сум и на толку што нели ќе им текне да ме повикаат, меѓутоа соработувам, да речам, на некој начин. Супер, да, и навистина би било штета. И секогаш се радувам, секогаш се радувам. Кога ќе отидам, тоа ми е мене магија. Кога ќе отидам, убавина ми е. Сакам да сум дел. Веројатно можеш и да бидеш среќен за тоа што цел живот работиш нешто што сакаш да го работиш. Од радиото, па овако. Да. И нели во континуитет си во модата, апсолутно. Те најавив и како модел и нели ова со агенцијата ангажманот. Сега оној момент нели од таа експанзија од ентузијазам, страст за почеток со агенцијата, па до ова денес кога навистина времињата не се баш пофални. Особено за модните агенции. Да. Да. Ама вие обстојувате, 25 години успеавте да обстоите. Пак ќе кажам, присутна е љубовта. Веројатно имало нели, и тешки моменти. Да, посветеноста. За да истраеш, да си го истераш на крај она своето, бидејќи мислиш дека твојот начин си е добар и исправен и сакаш нели да си продолжиш така да го. Меѓутоа, да, ништо не е, пак ќе речам, да, можеби, да, помалци има работа, немаме толку, нели, ангажмани, нема толку, како пред 20 години, секако нема ни споредба, многу е опадната е работата, секако. Меѓутоа, она среќа и радост е кога ќе си ги видиш моделите, дека успеале, сепак си им нашол ангажман надвор, ги прифатиле агенциите, патуваат, работат, па и за добри имиња и клиенти, тоа е таа голема сатисфакција која и понатаму те мотивира дека сепак си на добар пат, на прав пат, треба да продолжиш и така натаму. Мислам, од оваа перспектива, тој ми е сега мене најголемиот успех и радост и гордост, да речам, кога ете другите ќе видам дека успеале, изработиле, не знам, кампања за нели добар бренд, врвен дизајнер. И таа е таа онаа сатисфакција и си викаш, па добро. И у денешни вакви услови пак успеваме колку толку да ги избуткаме моделите. Зашто тоа е долг процес, луѓето не знаат, тоа е макотрпен еден долг процес. Бидејќи кога ќе дојдат моделите се многу млади, 13, 14, 15 години. Тие се тогаш се формираат, карактерот им се формира, навиките животни, лајфстайл, све се формира у тој период. И сега ти треба да го издржиш целиот тој процес од 3, 4, 5 години, додека нели дојде до полнолетство, и при тоа карактерот да го задржи или да го да биде да се формира како на нели правна, како што треба, и при тоа да пренесеш и знаење и сите тие работи, и при тоа да те свати, а при тоа да не сака да биде нели како што се повеќето 5 минути слава, што сакаат сите тоа да го нели да го имаат,
И па додека ги објасниш правите работи, правите вредности, додека те разбере, па дали има поддршка од фамилијата, па нема, па умеѓу време дечко, девојка. И кои се мотивите всушност. И да, тоа е еден многу долг процес. Луѓето мислат тоа е лесно, као така они го доживуваат, као вие шо ништо немате работа. Деме ќе ги пратите да сликаат. Не, апсолутно. Не, мислам, не само што не е само така. во сликањето, туку да се издржи тој цел притисок. Апсолутно. Тоа што тоа е најтешкиот момент. Најтешкиот момент. Ја тоа истото го кажувам. И тоа пак сега мислам ќе го потенцирам по не знам кој пат. Да, физичката убавина е многу важна и е важна за моделингот и за да нели да ги направиш првите чекори, да те приметат, вајбот, харизмата, се тоа во ред. Карактерот е најважен, карактерот, тој ти е 50% од све друго. Значи мора да си, како да речам, да си здрав во главата, да знаеш да ги донесуваш правите одлуки, да си посветен, упорен, да си дисциплиниран. Да знаеш што сакаш. Да знаеш што сакаш. Да. И некако натаму да се насочиш, мислам као што треба. Пак е тоа склоп на повеќе елементи, не е само убавината. Убавината, мислам, еве и ја и ти знаем, ималом преубави, па као шо. Апсолутно, ама и тој момент убавина сама по себе, меѓутоа како да наречеме харизма или не знам тој фактор X или што го викаме, овакво па фотографиите не излегуваат како што треба, на писта го нема тој момент, па ти ќе го видиш тоа. Само на тоа, да. Така има многу, мислам, многу работи, многу фактори се важни. Не е само имам желба, сакам и добро. Многу работи се. И баш заради тоа викам дека треба многу да се работи со паралелно. И го нема, например, не е само ние немаме као однос оној као ние сме ти менаџери, па ние сме пријатели, па дури се осеќаме тем блиски како фамилија. И многу е убав тој начин и пристап затоа што така и си помагаш на некој начин. И те слушаат. Па и во твој интерес е на крајот на криштата да создадеш продукт кој што на крајот на криштата и тебе ќе ти се исплати. Така, апсолутно, да. И така продолжуваме, сакам да речам, по тој пат. И понатаму сакаме и соработуваме и откриваме, правиме кастинг, па еве беше и ти на последниот курс кога нели како гостин дојде предавач и така натаму. И го правиме тоа на 2-3 години, нели за да откриеме нови лица. И за среќа што го правите тоа, затоа што мислам дека сте единствени кои што всушност пласираат македонски модели надвор. Затоа што мислам дека Да, можеби. Барем што се однесува на Милано и Париз. Затоа што не се благодарни паралелите, апсолутно. Моделите одат преку агенцијата во Белград, нели, па се пласираат во Милано. Ама добро, Србија е процентуално нели поголема пожителство и така, имаме многу повеќе можности да се, меѓутоа колку да сме горди на нашите представнички нели на интернационалната модна сцена, од друга страна мислам дека се па и премногу малку од овде. Сега. Да. Тоа е од една не толку многу од туркањето, да речеме, нели, форсирањето на баш македонските модели, колку и до ова што е од нас како желба, нели, на младите манекинки. Подготвеноста да се отиде таму. Да, па добро, за тоа реков како склоп на повеќе елементи е целата работа. Колку и ние да се трудиме и колку и ние да вложуваме, колку и да посакуваме и да ги буткаме, сепак до нив е. Мислам, најголемиот нели терет, они го носат и они треба да пресечат многу работи. Треба да се они професионални, одговорни и треба да се представат или да остават некаков печаток да повторно нели клиентите таму би сакале да ги видат, да работат со нив, да ги букираат и така натаму. Тоа веќе е до нив. Нашето е да ги пласираме, избуткаме, подготвиме, а после тоа веќе е до карактерот. Колку они ќе се снајдат и ќе успеат.
И меѓутоа пак ќе направам една мала паралела, да речам од пред 10 години и сега. Ако пред 10 години имавме или 15, можеби години имавме само 2, еве сега имаме веќе 15. Што пак е, да речам, една фина бројка. Да, сигурно. Станува ли полесно, всушност? Па посвесни се на некој начин, можеби побрзо, да речам, ради целиот начин на живот, многу побрзо зреат на некој начин и многу се поблиску до пристап на секакви информации, ради интернет, ради мреживе. И мислам дека и тоа им помага на некој начин, можат многу полесно да видат и да се информираат за било кој сегмент од модата или што е да ги интересира. И мислам дека тоа е добар момент што можат малце порано, побрзо да ги скапираат работите и да се решат, нели, да идат и да патуваат и да работат. Мене тоа малку не ми е јасно. Кога имаш можност, нели, ги имаш предиспозициите да работиш како модел, самата можност да отидеш таму и да видиш како функционира тој свет е искуство само за себе тоа. Огромно, да. Дури да не направиш, не знам, успех. успех. Дури ништо. Тој момент на конкуренција, дека треба да се избориш, ти е такво животно искуство кое што не би требало да го пропуштиш ако имаш можност. Така е. Апсолутно, да, се согласувам. Се имам впечаток дека девојките овде не се подготвени на Па, ја мислам дека во нашиот ген, или како да речам, го немаме оној фајтерски момент, каде што треба да покажеш заби, треба да покажеш издржливост и истрајност. Има, не викам не, нели, има исклучоци, меѓутоа општо малце сме по-лабави. Малце сме не сме така професионално спремни, да речам, да се издржат тие моменти. Меѓутоа, сепак мислам дека кога моделов ќе отиде, ќе го почувствува тој момент кога има не знам 150-200 модели на кастинг, кога се чекаат, кога ќе види каква е конкуренцијата, колку е сериозно, колку е професионално. Мислам дека тука веќе го доживуваат моментот колку е важно и колку она самата е уствари важна во моментот и колку треба да биде професионалец за да успее и понатаму. И колку е тоа мотивирачки на крајот. И колку е мотивирачки, и за неа. Да работиш на себе и нели да се избориш во апсолутно. Од таа страна и она чувство да моделките кои што работат овде, ама тоа е веројатно и последица на севкупната атмосфера во општеството. Така значи, младите во сите сегменти така се однесуваат, не само во моделингот. Еве пак ќе се навратам и на времето, вие кога работевте, тоа беше како, мислам, прво со респект се гледаше, а второ вие бевте како индустрија, не знам како да објаснам. Ама и тоа е прашањето на селекција, значи ако сакаш да имаш квалитет, мораш да имаш квалитетна селекција. Така е. Меѓутоа денеска сите сакаат да се занимаваат со моделство, а тоа е. Ама не сакаат да работат до крај, односно да се вложат професионално во тоа. И плюс малце се повеќе во заблуда, пошто ако секој втор на Инстаграм е fashion модел и секој втор на Инстаграм е public figure и секој, не знам, имаци, нели, додаваат такви и практично не си живеат у еден таков имагинарен свет дека се они уствари, нели, тоа што се и тоа ти дозволува уствари, Инстаграмот или мрежите, ти да си се доживуваш дека си професионален, не знам, модел или што и да е. Сега, различно е, не е така. Мислам, едно е на мрежа, друго е, нели? Во тој контекст финаш, нели, мислам добар за муабетот, колку што ја знам, агенциите професионални, нели, во светот, ги исклучуваат од прва сите оние кои што сакаат, нели, аплицираат да бидат модели, кои што имаат такви профили,
нели Да, инстаграмски, да, на Инстаграм, каде што да. се инфлуенсерски Да, позираат. да. Затоа што никој не зборува за тоа дека позирањето инфлуенсерско е сосема различно од Од она што моделинг. е моделинг. Да, И апсолутно, дека моделингот е сосема друга Друг, категорија. друг левел и све друго, да. Тоа треба да го разберат девојките, мислам. Да, да. И точно е, да, бидејќи еве на пример странските агенции, девојкиве што работат веќе имаат нели агенции во Милано, Париз, Лондон, Њу Јорк, они самите им кажуваат, им даваат насоки како треба да изгледа Инстаграмот на еден нели модел, што треба да има, како да биде нели соодветно направен. И дури им кажуваат и да ги бришат постовите ако не се соодветни, не се добри. Така да они добиваат инструкции од самите агенции како да ги работат или да ги имаат своите профили и што точно треба и да стои. Освен агенциите, можеби кај што ги имаш напишано, не сме да ти стои ништо друго. И така да имаат они еден начин да им објаснат на моделите како тоа треба да изгледа еден Инстаграм профил, да е сериозен и да не е нели да не личи на таков инфлуенсерски. Затоа што се сосема различни нешта, нели? Да, Што ние апсолутно. не знаеме баш да ги препознаеме овде. И дека моделките всушност треба да изгледаат природно, односно самосвојствено. Така е, да. Нели, да. без интервенции. Така е, да, апсолутно да. Тоа се уште, мислам, стои во модниот тоа е свет и се суштината уште на го моделингот на крајот на пропагираат. криштата, така. Да. И цело време им е тоа на нив најбитно и тоа цело време ми го потенцираат и мислам дека ја го потенцирам на моделите и веќе сум досаден од истите муабети кога ќе бидат на некој голем кастинг или било што, дека треба без шминка, само малку маскара, најбейзик облека, средени ногти, мислам, тоа 100 пати го имам потенцирано и кажано, бидејќи од таму ми го налагаат тоа цело време. И секогаш да е природна девојката, што може да е, нели, побез шминка, да се види таа нели природна незина убавина и нормално да се задржи тој некој незин индивидуален момент. Мислам, тоа се уште трае, се уште го бараат. Да биде посебна во нешто. Не сакаат копии, не сакаат налика една на друга, тоа не ги интересира агенциите. И заради тоа претпоставам дека според тоа што нели како е трендовски, како се бара во една агенција во светот, така и ние истото го бараме тука. И пробуваме да откриеме такви модели, такви таленти. Иако за различни нели елементи од модата се бараат различни типови на модели. Да. Така. Да. И тој момент дека треба да се најдеш во вистинско време, на вистинско место, како според својот физикус, нели, така и сензибилитет, е она што ти се погодува среќата, да речеме, која што ти ја имаш и на деца исто така. Така. Исто е, сакав да се надоврзам на муабетот, ама сега добро, ми летна мисла. Сакав да се надоврзам нешто што претходно спомнавме, ама добро. Ќе ми текне, веројатно. И тој професионализам кој што мислам дека дефинитивно овде фали. Моментот кога ние тоа го работиме од хоби, затоа што не може да се заработи. Да, затоа што мал пазар сме и сето тоа, меѓутоа не е хоби ако на било кој начин заработуваш на некој начин, нели? Да. Затоа што и агенциите ниту пак ти можеш да живееш од она што нели го сработуваш како агенција. Така е. Како што исто и писатели не можат да живеат од она што им се ними, па мора да имаат својата втора работа. Да. И ти мораш да имаш втора работа за да обстоиш во животот, ама тоа не те дава за право да кажуваш дека тоа е хоби, туку не само тоа, дека мораш да го работиш професионално до крај. Па тоа сакав да споменам дека дури и да ти е хоби, ти сепак мора да си професионалец и да си го изработиш како да ти е примерна професија. Зашто така оставаш печаток и на другите. А сега ми текна на моментот што го изумив да го спомнам кај нас. Се уште еве и ден денеска, кога ќе се пријават, например, моделите,
ќе дојдат со родител, нели, ако се малолетни и така натаму, и, например, немаат висина. И ми викаат, па ние сме за фотомодел. И сега, да, јас онака поступати пробувам да објаснувам. Во ред, кај нас може би да ги, ајде, некако категоризираме тие две работи, дека, нели, модел, различни сте во фотомодел. принцип, Да. да. Меѓутоа, јас не можам никако да успеам да објаснам дека на запад, било каде да тргнеш, дека комплетен модел се гледа. Нема тука поделби, нема, јас сум ниска, ама имам убава, нели. Дека тој е еден модел кај што мора, нели, за све да биде спремен и да може све да работи. И практично и агенцијата кога ќе го земе моделот сака да е комплетен, бидејќи може да го пушта на милион различни кастинзи и да го нуди за повеќе различни проекти. Еве ден денес кај нас го има тој момент кога ме прашуваат, па добро, нема висина, ама еве за фотомодел. Ама не е така. Да, не е едноставно. Тоа важноста од настапот на писта, колку е битен одот, колку е битна, нели, флуидноста, колку е битно како ти зрачиш на писта и колку знаеш еве тој момент да позираш на писта, затоа што позирањето на писта и како фотомодел се сосема различни работи. Да, така е. И јас пак ќе речам, моделот може би технички некои работи да ги научи, технички кога ќе му пренесеш знаење или кога ќе го упатиш или кога ќе му покажеш на некој начин. Може и упатува фотографот, па тука после нели имаме технички Photoshop. Може би, меѓутоа она што го носи во себе е тогаш тоа се гледа уствари кога ќе излезе на писта. Па дури некојаш и пред објектив и било како таа посебна енергија што ја има моделот или што е посебен во нешто, тука одма ќе се види. Таа ќе излезе и тука луѓето веројатно може да препознаат и да видат или барем професионалците може да видат дека да, ова веќе ветува, има нешто повеќе. Таа е таа посебна ја што ја викам енергија или шарм или што и да е фактор X, што еден модел може да го поседува. И ќе го направи различен и нели по-добар од другите. Која е суштината, нели, на модата и на модните реви на крајот на криштата, затоа што треба да го живееш моделот, да му дадеш душа, живот. Така е, да. Значи ти си тој кој што го живее. Што Затоа е толку битно и така и толку се важни уствари моделите кои ги носат на писта. Затоа имам ја таа забелешка на моделите на модните реви, затоа што со години некои имаме моделки кои што си стојат на истото ниво. Не се усовршуваат воопшто. Да. Мислам на целава ова пристапост на информација, едукација и се до тоа. Све што може да видат и да научат. И да не пробуваш да стануваш подобар и подобар, малку ми е симптоматично. Сега, колку можете вие во сето тоа, нели? И оној момент на кореограф на модните реви, мислам дека не сте доволно искористени од однос на тоа. Добро, да. Ја дури бев изненаден на еден момент, случајно, не знам како ми се барав некои работи, ми се отвори старо списание и сватив дека јас и ти сме биле кореографи 2000-та или 99-та на Мис на Македонија. Ја и ти заедно. Да. И јас бев као, ја овој момент као сум го заборел, тотално не ми текнало. И кога прочитав баш се израдував, викам, видите ја, да ме прашале ки сум она ми одлетало. И тој момент затоа што Мис е сосема различно од модел. Да. И сега ти нели даваш упатства на нешто и ја знае суштината на тоа. Да. Тоа е многу интересно. Да. Не можеш да обучуваш мисица како што обучуваш модел. Да, различно е, да. И така. Ја мислам дека тоа беше, ако не се лажеме, екранов избор за Мис у тој период. Мислам дека екран официјален беше избор. Официјален, да, ама екран не ангажираше, поставувам. Ама многу се израдував дека ми остана како така. Да, сум го наречам моментот заборел. Па после толку работа нешто да, не можеш на све да се фикеваш, апсолутно не можеш на све да се фикеваш. Така некои моменти ќе те потсетат на овако. Инаку ти нели работиш се уште како модел, сакам исто тој момент да го нагласам.
Малку сме ви љубоморни ние жените на мажите, затоа што поубаво стареете, поубаво созревате. Да. Поубаво, нели, како да кажем, ви стои возраста. Ке на жените, тоа се општествени некои стереотипи. Ја пак ќе речам повеќе, дека можеби најважна е генетиката, ништо друго. Генетиката окей, ама и тоа што го имаш тој животен лајфстайл придонесува да изгледаш како што изгледаш. Па веројатно. Да. Тоа е уствари комбинација на повеќе работи, па веројатно и заради тоа. Од друга страна, сега сме сведоци кога доаѓа ера на возрастни модели, особено машки модели. И баш потребата, нели, да се нагласи таа мажественост кога што доаѓа со возраста. Веројатно Да, мене сега баш кога пиевме кафе со Елена Реј вратена од Кина и она ми рече ти сега да отидеш у Кина парта ли ќе правиш? Тоа сакам да ти кажам, да. Вика, па сега во моментов, вика, поготово гледам у агенциве колку ангажираат возрастни модели, поготово машки. Вика, тоа многу работат. Вика, не знам зашто као не си размислил за да дојдеш барем на месец, два. Вика, да чисто да си дае шанса зашто да не. Ја бев као запрепастен, мада да, мислам и други ми имаа спомнато дека последниот период многу почесто и повеќе ангажираат. И машки и женски возрастни модели. Ама види ги кампањите, што се случува со кампањите и навистина е осознаена таа потреба дека нели маш па еве да и повозрастните моделки за продуктот кој што го пласираат е потребна. Да. Па и таа кога ќе му даеш сериозна нота, веќе да. Ми беше прекрасна, не знам дали се уште работи Кармен Деро. Да, 80, колку има 80 да, нешто она години е прекрасна. Навистина, мислам, баш и е таму местото. Мислам, стварно, секоја чест. Да. И изгледа фантастично и позира фантастично и не знам. Баш покажува дека моделингот е на нели да се ушевувам на такви моменти и на тие соработки што ги имаат. Не знам, можеби ќе станеме освестени во скоро време нели потребата особено од машки модели, затоа што и самиот работиш со модели, знаеш дека младо лице не може да долови нели приказна за одреден. Мада има еден момент што ме израдува на некој начин. Оваа година мислам дека во февруар патував за Америка. Бев кај пријатели, меѓутоа решив да отидам во Њујорк, немав многу време, например, бев да речам повеќе убрзање, пошто сакав што повеќе луѓе да видам, што ми се таму мои драги, и отидов до една модна агенција, толку има време, реков дека повторно ќе отидам, здравје Боже, и најдов на прекрасен прием, при тоа бев запрепастен дека горе доле знаеа за нашата земја, им покажував нели наши модели и мислам беа ептен како да задоволни на некој начин дека имаме убави лица, убави модели, јас сепак им ги покажував моделиве што нели повеќе работат надвор и така натаму. Меѓутоа они имаа лично така ја ги доживеав, имаа лично чувство дека ние сме голем пазар за мода и дека уствари ние многу работиме исто како Милано, Париз. И така ми се обраќа и ми се однесува и ја реков не, викам Македонија е многу мал пазар, нашата мода не е така развиена, ние не правиме таков нели обрт на работа, немаме и така. И они меѓутоа ми беа така некако многу позитивно ми пристапија и позитивно ми влијаја. Меѓутоа кратко беше времето и периодот, при тоа дознав дека мора моделот да има специјална работна виза која навистина е скапа. Така да ми рекоа дека ќе морам да пробам да разговарам со другите агенции за да видиме дали ќе најдеме некое заедничко решение за да можеме да ги пласираме нашите модели во Њујорк. Меѓутоа ми беше едно прекрасно искуство и се надевам повторно ќе отидам и повторно ќе имам желба, можност
Па и желба имам, да соработувам апсолутно, со некои од дефинитивно. нивните агенции. Да, можности се отвараат и тоа е супер. Да. Ми е криво што ете порано, да, не се решив, ама ајде, Добро, сепак. да, како билат Така требало, тоа ќе дојде да. вистинското време до Баш до така. вистинските Да, нешта. баш така. Една друга работа сакам да те прашам, во цело ова, нели, повеќе деценсиско делување, имаш својот приватен живот го имаш сосема сочувано. Значи, како некој кој што е толку познат, нели, како лик во една мала средина, Да. ти да си го сочуваш, да си ја сочуваш приватноста рамно на уметност, како да кажам. Да. Па не е добро, не ми ја сочувам, да сите знаат за мачките мои. И да, супер. Да, супер, дека си ги сакам и дека на нив сум посветен. Многу сум среќна заради тоа, затоа што Да, таа љубов трае со години и само мислам еден од да речам најгордите моменти е што имав мачка која ја чував 19,5 години. И кога ја однесов на ветеринар, бев среќен дека ми кажаа дека само на некој друг мачката имала 21 година, мојата била 19,5, као второ место сум. И бев пресреќен. Што значи дека си ја чувал. Да, ама стварно на вистина мислам и она се баш и посебна исхрана и се трудам и све. Пошто сега не можеме ние ништо да објаснуваме на луѓе кои не чувале миленици или не се поврзуваат или не знаат, мислам, да, нема да не разберат и ќе мислат сосема нешто друго, меѓутоа да. Приватноста, мислам нема, како да речам, тоа што било некогаш или се случувало или било како, останало таму кај што треба и нема потреба од никакви... Да знаеш да си ја сочуваш, затоа што... Да, сега сме сведоци кога, нели, сакаме скандалозно да станеме популарни. Да. Многу доминира таа... Да, точно, да. Што у принцип не е ништо важно. Важно е работата да е таа што ќе говори за тебе и работата да го определи твојот начин на живот и на делување. А другото тоа е особено важно за работата што ја работиш, довербата која што нели ја имаат оние кои што работат со тебе, да не кажеме на крајот на краиштата, највише родителите. Така е, да. Затоа што они сепак кога ќе дојдат нивните се малолетни, сепак они ќе сакаат нели да имаат некаква доверба и во менаџерите или тие што треба понатаму да им ги градат кариерите и да, важно е да оставиш добар впечаток. Да, и важно е да видат дека се трудиш и важно е дека да видат дека се грижиш за тоа дете, одвојуваш време, насочуваш и сите тие работи. Важен е тој дел многу, да. И одзема уствари од време и од енергија и све ти одзема, пошто да, ти треба у секој момент да си тука на некој начин и за совет доволно и за такви работи. Да, затоа што сето она што ја прати таа индустрија и не само таа, мислам, секаде ги имаме, нели, тие темни страни на апсолутно, да, и јас сум секогаш за тоа го кажувам, тоа зависи исклучиво од човекот и од моделот. Без разлика дали е во мода или кај да е. Така е. Ако ти си имаш, си го работиш професионално, имаш поставено граници и точно знаеш кај си, со кој си, што правиш, апсолутно, си отворен на предизвици. Да. Мислам, така и било од секогаш. Така. Мислам, ти си ги поставуваш тие граници, ти поставуваш или кажуваш или со поставките на некој начин објаснуваш и кажуваш колку си ти професионалец и до кај смееш да одиш. И тоа е многу добро да го ставиш као порака за другите, нели, за да го видат и така и они ќе знаат, нели, до кај смеат да одат. Така да, затоа реков, ако си професионалец, точно ќе знаеш до кај си со границата. Да, што правиш. Да. Еве, тука сме некаде при крај и еве за крај би сакала да ти го поставам нешто што е многу интересно во последно време, како прашање. Што овој Алек денес би го прашали или би го советувал всушност младиот Алек? Од една страна ќе кажам дека
тој пат веројатно така требал да се изоди, дека од оваа перспектива јас би сменил да многу работи, меѓутоа нема да сум бил истиот сега на овие години. Меѓутоа пак би му дал совет да не се дава несебично на 100 страни, малце повеќе да се грижи за себе, за својот за својот мир, да речам, највеќе. Би му дал исто совет да беше малце поистраен. Затоа што имаше еден момент кога беше пресуден, кога требаше да заминам на друго место, па јас ради комфорната зона во еден не сакав и ги одбив и така натаму. И така имам некои моменти, меѓутоа пак ќе речам, може би баш ради тие постапки и тие чекори што сум ги направил тогаш, јас сум практично ова што сум денес, така да му благодарам и на тој Алек. Јас ти благодарам што денеска беше дел од овој убав муабет. И јас бескрено ти благодарам за убавите муабети што си ги имаме секогаш. И како за крај за оваа година на овој подкаст, мислам, баш ми се погоди гостинот. Да, баш така. И сега од оваа перспектива и она што се случуваше, да речем, изминатиот период, ќе посакам само да имаме челично здравје и ништо друго. Само тоа. Да, ти го посакувам пред се здравје и нели да продолжат успесите, таа само си се надоврзува. Ти благодарам, Сани, многу. Се гледаме во некоја друга прилика, сигурно. Секогаш. Тука сме. Тука сме, да, тоа е. Тука сме. Тоа е кругот. За среќа. Така е. Убави празници. Спокојни убави празници, тоа е најважно. И се најубаво. Фала ти. Фала. Вам и благодарам на денешното внимание и да се разбира како последен подкаст во оваа година, која што безмалку нели траеше скоро цела година. Се надевам дека ќе се видиме и во следната. Се најубаво.